Правувањето на се тоа што... Групацијата Алтернатива во изминатите месеци по трагедијата во клубот Пулс реализираше повеќе групни работилници за блиските на настраданите и за повредените, како и психоедукативни активности за пошироката заедница. Работилниците се во рамки на проектот Простор за поддршка, чија цел е да се понуди соодветен, достоинствен и етички пристап во поддршката на семејствата на настраданите, како и за граѓаните во Кочани, од страна на психолози и стручни лица. Ова е втората фаза на нашите активности, каде што денеска сме во третата трибина. Третата трибина ја водиме јас и мојата колешка Лела. И нашата тема денеска е малце за ритуалите и како тие, заедно со символите, им помагаат на луѓето да се справат при такви тешки состојби, односно трагични ситуации. Претходно имавме две трибини во кои што зборувавме за други теми. Значи, едната тема беше како да се препознаеме во загубата, значи кои се фазите, нели? За кои што зборувавме малце поопширно во однос на тоа дека колективната загуба не може да се третира еднакво како и другите загуби. Значи, станува збор за нешто што не погоди сите. Значи, не е погоден само еден човек, не е погоден, значи, само нели една општествена единка, туку буквално сите бевме погодени од тоа. И тука на таа трибина добивме информација дека всушност првата фаза на оджалување се уште трае во Кочани. Нема правила колку време таа трае и кога треба да се преде во втората фаза на оджалување, но загрижувачки е фактот што поради бесот и лутината луѓето се уште не можат нели да се справат со тоа што се случува и да предат во наредна фаза на оджалување. На втората трибина зборувавме за тоа како да се препознае хронична болка и што значи кога болката го задржува својот интензитет, тагата, и како во таа ситуација да тргнеме да се справуваме со тоа што се случува во нас. Втората трибина исто така беше посетена од 15 на учесници на трибината. Тука зборувавме нели за замрзнатата болка и некаде дојдовме, односно добивме впечаток дека всушност не треба да зборуваме за тоа како да препознаеме дали станува збор за хронична болка, туку некако под дефолт станува збор за хронична болка. Значи, зборувавме за техники на справување, нели начини како луѓето да ги надминат некои ситуации со кои што се соочуваат. Денеска ќе зборуваме нели за моќта на ритуалите и символите и морам да нагласам дека дојдени сме, планот беше еднаш месечно да ги креираме овие трибини, но слушајќи ги потребите на кочанчани, свативме дека трибините им се потребни малце почесто. И затоа оваа трибина е 2 недели после претходната, а следната трибина дури се планира да биде наредната среда. Фактот дека има потреба од експерти кои што си работат својата работа и знаат како да ги насочат луѓето токму во вакви ситуации, постои. Потоа ќе зборуваме за заедница која што лекува. Тоа е значи како да дадеме поддршка, солидарност и да покажеме емпатија во сите овие ситуации. Целта на овие трибини е да ги научиме кочанчани како да ги мотивираат своите блиски да работат на себе во целиот овој процес. Тоа што го гледаме сега некаде како препрека е што нема баш голема заинтересираност за оние затворени групи за кои што зборувавме, нели дека се формираа во првата фаза. И сакаме да посочиме на тоа. Значи кои се долгорочните последици после ваква колективна траума. Што понатаму може да се очекува и како да се интервенира. Сакаме да посочиме и да ги научиме нели на бенефитите од групната работа, затоа зборувавме многу во првата фаза, затоа како ние неслучајно ја нудиме групната работа, затоа што тука ја намалуваме изолацијата, работиме на ресоциализација на индивидуите кои што нели преживеале таков трагичен настан. Во групната работа се валидираат чувствата на секој еден. Групната работа
дава впечаток дека не сме сами, значи дава смисла, дава надеж, не поттикнува на некој начин. Исто така групната работа не поместува, односно избегнуваме стагнација во одредена фаза. И затоа сакам да апелирам да секој кој што познава некој кој што можеби се ние милуваме да кажеме се заглавил во одредена фаза на оджалување и се уште не може да си го најде патот, да најдеме начин да го мотивираме и да се приклучи на овие групни работилници каде што веруваме дека ќе се отворат одредени процеси, ќе се сработат сите тие на емотивно ниво, на семено ниво. И секако алтернатива нема да ги остави Кочанчани сами, значи после оваа фаза имаме и планираме други активности во кои што ќе се активираме токму тука во Кочани. И да не заборавам само да споменам дека го имаме секако и бесплатното советувалиште во Скопје, кој што може и онлайн да функционира, каде што како експерти нудиме 7 бесплатни сеанси за оние кои што се засегнати од тоа што се случи на Кочанчани. Може би малце да позборувам токму за тоа да ако одредена траума или како што минатиот пат зборувавме за мрзната хронична болка се задржи, кои би биле опасностите на несработена траума. Значи ние зборуваме за можеби 2, 3, 5, можеби 10 години од сега, дека може да се појават доста физички, но и психички потешкоти. Ги кажуваме како психосоматски појави. Значи може да се појават хронични здравствени заболувања. Неретко се појавуваат несониците, блага депресивна состојба за која што после 5 години па баш и ќе се чудиме каде сега, што сега мене ми се случи, зошто сега сум депресивен или депресивна, не бев во моментот кога ми се случи трагедијата. Неретко се случува после вакви силни настани да дојде во семејствата до разводи, загуба на работа, деликвентно, девијантно однесување кај младите и пак да ги споменам и да не ги пропуштиме психосоматските заболувања, ме боли стомакот, чирче, па астма, па не знам и се така понатаму и затоа сметаме дека овој момент е клучен да се приклучат Кочанчани во активностите, да работат токму на тоа што се случува, да ја прифатат помошта која што им се нуди на некој начин, затоа што ние ги креираме нашите и ги прилагодуваме нашите активности врз основа на потребите кои што ги согледуваме за време на овие трибини кои што ги организираме тука. Активистите и соработниците во групацијата Алтернатива истакнуваат дека трагедијата во Кочани е специфична и досега никој немал слично искуство во справувањето и давањето поддршка на засегнатите лица, со оглед што се работи за масовна траума и широк посттрауматски шок и притисок. Практично, со одржувањето на работилниците, преку контактот со луѓето, и стручните лица добиваат повратна спрега, учат и стекнуваат искуства за тоа како треба да се работи во слични ситуации. Ние сме едуцирани и буквално постојано сме под супервизија. Правиме редовни брифинзи и дебрифинзи пред самата трибина и после трибината. Имаме редовни супервизии, но секако и за нас е ова огромно ново искуство. Сме работеле со разни трауми, но со оваква од огромен, голем размер, колективна траума, до сега навистина не сме имале прилика и ова за нас навистина е ново искуство. Буквално учиме во целиот процес и ние и се доградуваме низ целиот овој процес како експерти. Влегувате во нова фаза. Дали има можности оние кои што не биле присутни на првата фаза, на претходните работилници да се вклучат понатаму? Секако, ова се отворени трибини, значи психоедукативни трибини на различни теми, како што претходно спомна и колешката моја Тина.
Значи денешната трибина ќе збориме малце повеќе за ритуалите и за символите и како тие може да помогнат во целиот процес на жалење, би рекла. Тие нема да ја излечат целосно болката, но ќе помогнат ако на некој начин да ни даде воздух да земеме, да научиме некој нов начин како да функционираме и да продолжиме со животот понатаму и покрај загубите. Денешната трибина е отворена, следува уште една следната среда на тема како заедницата може да помогне, како е преку емпатија, преку соработка да сите сложно поминуваме низ овој процес, а потоа веќе од следната сабота, од 8 ноември, започнуваат затворените групи и тоа се две групи, едната, значи ние сме веќе имавме една фаза од април месец до јуни, се одржаа веќе неколку работилници во две затворени групи, а сега ова е втора фаза, каде што едната група ќе биде за професионалците, односно оние сите што помага, пожарникари, медицински лица, полицајци, сите кои беа засегнати таму и кои дадоа свој допринос, затоа што и кај нив верувам дека е останат белеко целата ситуација, како и кај сите граѓани од Македонија. Додека втората затворена група ќе биде за возрастните, за родителите на децата кои не се повеќе со нас, за оние кои се повредени, за оние кои се засегнати, но секако отворени сме и за помладите. Така да ова нека биде апел до сите кои се засегнати од оваа трагедија да се вклучат. Групите ќе бидат затворени и ќе траат до 20 декември. И буквално ќе работиме малце по, би рекла, и длабенски, за да на некој начин си помогнеме меѓу себе да можеме подобро да функционираме понатаму. Како би оцениле целата состојба од оној првичен шок, збунетост и сега после 7 месеци и повеќе? Така е, никако овој процес на траума секој различно го поминува и кај секој, ако се сеќавате минатиот пат зборавме повеќе за фазите на траума, кои се сите тие фази. Во првата фаза некако повеќе се уште беа повеќето луѓе беа во фазата на шок, сега веќе повеќе почнува да е таа фаза на жалење, помина фазата на гнев, кај некого се уште постои, кај некого веќе почнува да се влегува во наредната фаза на жалење, така да дефинитивно индивидуално е за секого, но моја топла препорака е да се работи на тоа, да не остане заледена тага, како што ја викаме ние психотерапевтски, затоа што таа заледена тага, ако не се сработи, може понатаму, зборам на подолг период, да донесе на вистина сериозни, како би рекла, предизвици од типот психосоматски заболувања, од типот и други некои нарушувања. Активностите околу групните трибини и работилници групацијата Алтернатива ги реализира во просториите на мултикултурниот центар во Кочани. Наши ритуали, нешто кој што го носиме. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.